4 гушеви глави. Некоја замрзната храна, ако ја ставиш таму доле, нешто не знам како се вика и цело време седи и ќе се замрзне. Замрзната храна, ако ја ставиш и се замрзне, потоа не можеш да ја јадеш дека е стврдната. За да не мора секој ден да одиме во продавница. Ако купиме некоја храна што треба да се стави во фрижидер, за да имаме за подолго време. Замрзнатата храна ја замрзнуваат бидејќи да не одиме секој ден во продавница, ја купуваме и ја замрзнуваме. Гушеви глави! Ставаме за да не се расипе и го ставаме сирењето, кашкавалот и некој храни. Дека има сладоледи, има и месо некогаш се лади. Јас знам за мрзната храна дека понекогаш може и овошјето да се става да се смрзнува, бидејќи од него во лето многу убав владан сок се прави. Мрзната храна може да биде и овошја, тоа се замрзнува и на лето може да се прават некои сокови од него и сладоледи. Замрзната храна. Храна си е храна, сега замрзната или ваква, мислам ние никогаш не би пробале да кажеме лосос ако таа храна не беше замрзната, нели? Замрзнатата храна понекогаш многу често може да не потсетува на сладолед, нели? Така што човек може да се замрзне некој претходно испечен копан, го стави во замрзнувач и после може да го конзумира како сладолед од копан, нели? Веројатно во овој правец многу поголемо искуство имаат оние на северниот пол ескимите, нели? Кои што немаат потреба да чуваат своји замрзнувачи, кај нив храната цело време е замрзната и веројатно имаат 1000 начини како убаво да уживаат во незе. Мислам, веројатно они прават веројатно сладоледи од лосос, од бакалар, од скуша, од некој морски рак и такви работи. Веројатно имате некој млечен сладолед, ама веројатно го прават од млеко од морска крава, нели? Сега не знам тоа, можеби тој волку солен, нели, пошто морската вода има сол, ама без разлика они се навикнати поради цела таа храна што јадат таму и на солта. И искрено они не му се многу размислуваат дали е нешто замрзнато или не. Кај нив се е замрзнато, па ностоп јадат. Шави глави. Ќе кажеме една порака од еден чичко кој што има кажано од поодамна. Еден чичко кој што има напишано илјадници песни за деца. Вели, деца, немојте да брзате да пораснете, затоа што тоа и онака еден ден ќе ви се случи.